Добре дојдовте во приказната за човекот кој не само што ја измислил модерната италијанска книжевност, туку и ни ги даде најстрашните и најживописните слики за тоа што чека од другата страна. Ова е приказната за Данте Алигиери, човекот кој помина низ пеколот за да ја најде светлината. Потеклото и раните години во Фиренца се започнува во срцето на Тоскана, во преубавата Фиренца, некаде помеѓу мај и јуни 1265 година. Данте е роден во семејство кое припаѓало на ниското благородништво. Неговиот татко, Алигиеро ди Белинчоне, бил трговец, додека неговата мајка Бела починала кога Данте бил уште дете. Иако раната загуба на мајка му оставила трага, неговиот татко подоцна се преженил, па Данте пораснал со полубратот Франческо и полусестрата Тана. Уште како млад, Данте покажал неверојатен интелект. Се школувал во доминиканските и францисканските школи, проучувајќи филозофија и теологија. Но неговиот живот го сменила една средба на 9-годишна возраст, тогаш првпат ја видел Беатриче Портинари. Иако никогаш не биле заедно, таа станала негова вечна муза и символ на божествената љубов низ целото негово творештво. Политичкиот подем и суровиот екзил Данте не бил затворен само во книгите. Тој бил активен граѓанин, војник и политичар. Како дел од партијата на Гвелфите, тој стигнал до позицијата приор, една од највисоките функции во Фиренца. Но политиката е сурова игра. По внатрешен преврат во неговата партија, во 1302 година, Данте бил лажно обвинет за корупција и протеран од својот роден град. Неговата казна била сурова, ако некогаш се врати во Фиренца, ќе биде запален на клада. Остатокот од својот живот Данте го поминал како лутач, копнејќи по својот дом, а токму во тој период на болка го создал своето најголемо дело. Книжевното наследство пред да стигнеме до пеколот, мора да споменеме дека Данте бил револуционер. Тој пишувал на италијански, јазикот на народот, наместо на латински. Негови значајни дела се Нов живот, посветено на Беатриче. За народниот јазик, каде го брани правото на луѓето да пишуваат на својот мајчин јазик. Божествената комедија, неговиот апсолутен врв. Патување низ 9 кругови. Пеколот е најпознатиот дел од неговата трилогија Ек Пеколот ке Инферно. Приказната започнува кога Данте, изгубен во темна шума, символ на гревот и личната криза, го среќава духот на античкиот поет Вергили. Тој му објаснува дека за да стигне до рајот, прво мора да го види дното на човечкото зло. Данте го замислува пеколот како огромна инка со 9 кругови, каде секој грев има соодветна казна. Првиот круг, лимб, тука се оние кои биле добри луѓе, но не биле крстени, како Хомер и самиот Вергили. Втор до 5 круг, овде се грешниците кои не можеле да ги контролираат своите нагони, прелюбниците во вечен виор, лакомите во кал, скржавците кои туркаат тешки камења и гневните кои се тепаат во валканата река Стикс, 6 круг. Зад дидините на градот Дис, во огнени гробници лежат кривоверците. 7 круг, овде се насилниците, оние кои повредиле други луѓе, самите себе, самоубийците или Бог. 8 круг, еден од најкомплексните делови, поделен на 10 јами. Тука се измамниците, гатачите, лицемерите и корумпираните политичари, каде Данте сместил многу своји непријатели од Фиренца. 9 круг, на самото дно, каде што е најстудено, се наоѓаат предавниците. Тие се замрзнати во езерото Коцит, во самиот центар е огромниот, триглав Луцифер, кој во своите усти ги џвака тројцата најголеми предавници во историјата – Јуда, Брут и Каси. Крајот на патот Данте Алигиери никогаш не се вратил во Фиренца. Својот мир го нашол во Равена, каде што починал во 1321 година. Неговата божествена комедија не е само приказна за задгробниот живот, туку длабока психолошка анализа на човештвото. Тој научи дека патот до спасението секогаш започнува со тоа што ќе ги погледнеме во очи сопствените демони и грешки. И токму затоа, и по 700 години, името на Данте е запишано со златни букви во светската историја. Во најдлабоките делови на пеколот, патувањето на Данте станува спомрачно и пострашно. Тука се казнуваат најтешките гревови, предавството, измамата и насилството.
Душите се заробени во вечна болка, секоја казна совршено одговара на гревот што го направиле додека биле живи. Данте, воден од Вергилиј, сведочи на сцени исполнети со страдање и очај. Реките се темни, воздухот е тежок, а криците на осудените одекнуваат низ бескрајниот мрак. Во овој круг се казнети оние што биле управувани од страста и телесните желби. Тие се носени од вечен бурен ветер, без мир и одмор. Душите кои се предавале на прекомерност во јадење и пиење лежат во валка на кал и дожд. Тие се осудени на бескрајна деградација и валканост. Тука се оние што биле обседнати со богатство и материјални работи. Тие за секогаш туркаат тежини еден против друг, без смисла и крај. Во овие кругови нема надеж за спас. Само вечна казна и потсетник на човечката слабост. Во длабочините на пеколот ништо не се заборава. Секоја одлука, секој грев за секогаш останува. Гневните се борат во калливата река Стикс, додека мрзливите тонат под нејзината површина. Нивните емоции ги уништиле додека биле живи, а сега ги уништуваат за секогаш.
Во овој круг се затворени оние што ги негирале духовните вистини. Тие лежат во огнени гробници што за секогаш ги измачуваат. Овде се казнети оние што извршиле насилство врз другите, себе си или природата. Тие се мачат во различни реки од крв, оган или уништување. Во овој круг се наоѓаат измамниците, поделени во многу поднивоа на казни. Секоја лага добива своја вечна илузија на страдање.
Најдлабокиот и најмрачен круг е за оние што ги предале најблиските. Тие се замрзнати во вечен мраз, без движење, без надеж. На самиот крај, Данте се соочува со најстрашното суштество. Луцифер, замрзнат во мраз, тој е символ на крајното зло и падот од божественото.